Привирањата во албанскиот политички блок му ги поматуваат сметките на Ковачевски за уставните измени. По условувањата на БЕСА, сега неверојатно ниту алтернатива нема бланко да даде поддршка за отворање на уставот. Ова следи откако се интензивираа средбите на Касами и Гаши, како и информациите за нивна можна соработка. Затоа, Централното председателство го овласти председателот без никакви ограничувања, било за соработка во рамки на собранието или пак за можни предизборни коалиции во иднина. Подготвени сме и отворени за секаков вид на соработка. Наверојатно соработката ќе почне во собранието, токму онаму, каде што на Ковачевски му требаат пратеници за да ги вметне бугарите во уставот. Иако работната група за уставни измени се состанува, сепак премиерот е далеко од обезбедување на потребните 80 пратеници за да ги стави бугарите во уставот. Дека бројката 80 за Ковачевски во моментов се чини невозможна, покажува и фактот дека БЕСА условува тие нема да ги дадат своите гласови, освен ако Ковачевски не има возможи бришење на формулацијата 20% од уставот. Оваа соработка, како и гласините дека БЕСА, Алтернатива и неколку невладини организации ќе отворат блок Обединети за ЕУ контра оној на Ахмети, Фронт за ЕУ, покажуваа дека Алтернатива нема така лесно да дозволи на своите пратеници да гласаат за предлогот на владата, од кој пред неколку месеци беа исклучени. Под знак прашалник остануваат фракционерите на ДОИ, кои исто така имаат пратеници во собранието. Тие неколку пати повторија дека тие ќе гласаат за уставни измени, но тоа беше пред информацијата дека тие ќе направат посебна партија, што никогаш не беше демантирано. Интересите на БЕСА и на фракционерите имаат заедничка точка, па нема да биде изненадување ако Меджид и неговите поддржувачи се најдат во блокот заедно со Гаши и Касами. Партијата на Мицковски со своите 44 пратеника категорично го кажаа својот став. Тие уставни измени нема да поддржат.